Почитувани, пред повеќе од 2 години, уште во март 2010 година, СДСМ го отвори прашањето за тоа колку владата им должи на фирмите. Какви се одговори не добивме од тогаш наам? Прво велеа дека не го знаат податокот, потоа министерствата си играа пинг-понг меѓу себе за тоа кое министерство е надлежно да го даде податокот, а потоа се правдаа дека податокот е оперативен и се менува од ден на ден, па затоа не го кажуваат. Ние 2 години го бараме податокот, а владата 2 години го крие податокот. Бидејќи владата во истото тоа време постојано тврди дека навреме и во целост си ги плаќа обврските и нема долгови кон фирмите, ја повикавме на интернет страницата на Министерството за финансии редовно да објавува дали и колку им должи на фирмите. И тоа го одбија. Сега веќе јасно е зошто владата така постапувала. Меѓународниот монетарен фонд во својот најнов извештај го потврди она што СДСМ го зборува цели 2 години. ММФ јасно кажа дека владата доцни со плаќањата кон фирмите и доцни со повратот на ДДВ. ММФ јасно кажа дека има бројни укажувања на бизнисмените за доцнењето на владата со плаќањето, што може да значи дека неплатениот долг на владата може да е и поголем износ. И не само тоа. Сега веќе ММФ посочува и конкретен пример. Минатата година владата не платила повеќе од 7 милиони евра на странска фирма од која што е купен дел од медицинската опрема со која толку многу се фали премиерот Груевски. Тоа е платено оваа година, меѓутоа со камата за доцнењето. Многу е лесно така, премиерот да се фали со опремата, а сите ние граѓаните на оваа земја да плаќаме каматата за неговото доцнење со плаќањето. Проблемот со долгот на државата кон фирмите е еден од најголемите проблеми на македонската економија. Колкав е точно тој долг, ќе знаеме на денот кога ќе дојде до промена на власта. Тогаш ќе се види дека приказните на владата, дека се си плаќала навреме и во целост, се само приказни за мали деца. Тогаш и ММФ, и Светска банка, и сите други ќе имаат многу поинако видување за периодот на владењето на премиерот Груевски. Во оваа прилика ќе повториме уште еднаш. Во денешнава исклучително тешка ситуација, најдобрата мерка што може да ја преземе владата е навреме и во целост да им го плати на фирмите она што им го должи. Така ќе бидат спасени многу работни места и многу фирми.